Значи на некој начин доаѓаме до надминување на проблемот, али само да се исканализираме онака како што треба. Она ја што претходно го кажав, дека ако ви имате таков проблем, овој совет има надлежност на база на врз основа на предлог на предпријатието да ги стави во мирување секторите. Али нема надлежност да ја земе овој совет, нема надлежност да ја земе одговорноста овие сектори да продолжат понатаму да работат спротивно на она што го бара инспекцијата од град Скопје. Затоа што на инспекцијата од град Скопје нашата одлука и тоа барање воопште не е битно. Значи наши можност на Советот на општина Центар е овие сектори да ги ставиме во мирување за надминување на проблемите и што побрзо да се надминат. Али ние не можеме да донесеме одлука да тие сектори продолжат да работат, затоа што продолжувањето да работат не зависи од нас, ние сакаме да работат, али зависи од инспекцијските служби. Да не се ставиме ние во проблем. А ќе се ставиме, ние можеме само да донесеме одлука за времено мирување на овие сектори кои што се спорни до надминување на состојбата. Али не и да носиме заклучок да се бара или да работат, да стопанисуваат, затоа што самото стопанисување е амнестирање на самото предпријатие да нема приходи, а да има само расходи во однос на платите. Значи, во однос на надминување на оваа ситуација може да кажеме дека времено се ставени во мирување тие сектори. Ваш предлог, ја верувам дека ниеден од советниците нема да ние ќе ви излеземе во пресред да не влегувате вие финансиски дубиози. Значи да ви помогнеме. Кога ќе се надмине тоа, секторите оживуваат пак да работат. Така можеме да работиме, али да наложиме со некој заклучок. Вие имате целата таа надлежност, вие имате заедно со градоначалникот. Приговарањето тоа да се надмине, али да кажеме дека тие ќе работат до надминување на состојбата, не може овој совет да го даде, затоа што ви амнестира во однос на финансиски проблеми кои што може да настанат. Али затоа на ваш предлог, вие не сте криви на оваа настаната ситуација, али на ваш предлог вие предлагате овие сектори ги ставаме во мирување. Така прифаќам, тоа што советот ги има донесено да работат тие сектори. И ние ќе ги ставиме во временно мирување до надминување ситуацијата. И тоа е тоа. Ја не знам, ова е начинот на кој што ние може да дебатираме и да си помогнеме еден на друг. Иванчо, само значи пак се служуваме со истото. Сега да ако ги ставиме во времено мирување, ќе се настане хаос на паркиралиштата. Ќе треба да се менува финансиски план, да се отпуштаат луѓе од работа и да не навлегувам понатака. Значи ние бараме со тој заклучок, кој што има вајда нека обврска, секторите тука да побараат времена мерка, значи ние не носиме таа време, ама бараме да побараат времена мерка за фактичката ситуација која е на терен. Пример од град Скопје. Значи таквата комуникација, вие да побарате, вие слободно од град Скопје можете да ја побарате. Не можам јас. Вие требате тој заклучок, вие сте ме основале. Ова се ваши, мислам, улици кои што вие сте ги изгласале да бидат. Вие сте ги изгласале тие сектори. Значи, ова се сектори кои вие сте ги, како можам јас да отидам, како можам јас да ингеренција што е општината, значи општината е нејзина улицата. Она ги формирала тие сектори, вие како совет. Затоа заклучокот ми треба од советот, ништо поиш. Истото ви го кажувам, преска ви го дадов примерот. Граѓаните бараат од нас да стопанисуваме на сојавното со еден дел таму кај што беше старата автобуска, ние го препраќаме целата таа петиција препраќаме до градски паркинг, они ни враќаат, извинете, ние имаме одлука од совет дека таму треба да постапиме. И вика препратете го тоа до советот. И ние тоа го адресиравме до советот. Истото тоа јас сега ова што се случува на нашите улици, на сектори кои што вие сте ми ги изгласале, барам тие заклучоци да важат од вас. Значи вие треба да ми ги изгласате, затоа што вие сте ги формирале тие сектори. Вие сте ги изгласале. Затоа тоа е моментот. Така. Како можеме да изгласаме нешто што има веќе спорност од страна на инспекцијата? Председавач, ова е во интерес на надминување на проблемот. Значи, како можеме да ги изгласаме тие
кога треба на некој друг ние да му наложиме. Фактички тоа е да работат. се ставате вие над институциите, вие носите заклучок, градоначалникот заедно да превземе. Ама не, никој... А заклучокот што не е закон тоа, вие носите заклучок, градоначалникот, значи вие градоначалникот за го задолжувате, имате тоа право, имате тоа право. Ние може да носиме заклучок градоначалникот во рамките на своите можности да дојде, значи во рамките на своите надлежности да дојде до надминување на овој проблем заедно со директорот на тоа ние одма ќе гласаме за тоа. Ама премерната мерка не можам јас да барам. Морате вие, значи вие морате да задолжите некој. Не е за политика, мислам. Ви благодарам. Ви благодарам процедурално. Ви благодарам, преседавач. Ние очигледно имаме повторно правен проблем, односно проблем од правен аспект. Дали која тој заклучок, која обврзувачка мок ќе ја има? Но тоа треба некој да ни го објасни правно. 3 часа тука или 4 дебатираме, затоа што ние секаде имаме проблем од правен аспект. Јас не знам, само еве и тоа ќе прашам процедурално. Зошто имаме представници тука од правната служба, ако тие не се должни нас да ни помагаат, односно да одговарат на нашите прашања, односно на проблемите или на потребите кои што во моментот се пројавени како инцидентни. Во моментот нас ни е потребно правен совет. Ако правникот или раководителот на правната служба, немам ништо тенденција кон него, ако тој во моментот се оградува и кажува дека ние тука доаѓаме со рацете во джеп, мислам, навистина една голема невкусна квалификација кон сите нас советници, зашто треба навистина добро да размислиме. Ние тука сите добивме една тешка квалификација и што е навистина тажно. Од друга страна, јас еве се прашувам себе си, а и сите ние треба да се запрашаме. Зошто е присуството на раководителот на правната служба тука? Зошто тој беше присутен 3 часа? Ако тој не е должен на советниците да им даде одговор или да им даде, да им појасни или да им олесни на сите нас, да ни олесни во донесување на одредени заклучоци или решенија. Ние не знаеме, сите имаме заеднички, бараме заедничко решение. Сите сакаме да помогнеме. Факт е дека сакаме да помогнеме. Меѓутоа, како да помогнеме кога ние овдека се вртиме или се вплеткуваме во еден правен лабиринт и никој тоа не сака да ни го олесни, никој нас не сака да ни помогне, односно правната служба се оградува и се повикува те на градоначалник, те тука ни дели различни квалификации. Мислам дека навистина ние имаме проблем тука со службите. Очигледно до сега многу лесно ова ќе го решевме. Ве молам, сакам само едно да знам. Дали заклучоците кои што вели директорот дека му се потребни, дали тие имаат тежина и дали се обврзувачки кон некого? Еве тоа се моите прашања за да знам дали да гласам, односно дали да кренам рака или да бидам смешна во тоа мое кревање на рака. Сериозно ви велам. Оти не би сакала некој со нашите заклучоци да биде дека ние тука 5 сати дебатираме и носиме заклучоци кои што не се правно издржани, немаат никаква тежина и дека не се обврзувачки кон никого. Ви благодарам, преседавач. Бошкова имаше реплика? Пардон. Јас мојата реплика ќе ја започнам и со цитирање. Значи, од деловникот на Општина Центар, член 150, со заклучок, Советот во рамките на својот делокруг може да утврдува обврски на градоначалникот и на јавните служби основани од Општината. Читам става 2. Со заклучок, Советот утврдува оценки, односно констатации за состојбите и завзема ставови и гледишта во врска со прашањата што ги претресува. И јас мислам се сум кажала. Овдека 5 часа дебатираме со иста цел. Значи во насока да излеземе во пресред на граѓаните на Општина Центар. Затоа ќе ве замолам, вие како председавач на Советот во овој момент, на оваа седница вонредна, ставете ги на гласање мерките предложени од координаторот на коалицијата од Сојузот на едината. Благодарам. И да ја завршиме оваа седница. Благодарам, Илија. Само момент да завршам. Да. Овие предлог мерки
Значи, се во насока, значи за подобрување на состојбата на во ред. Значи, овие предлог мерки или заклучоци, како сакате го квалификувајте. Значи, можат да од нив може да произнесат предлог одлуки за наредна седница. А ние во овој момент треба да си произнесеме дали сме за овие мерки или не сме. За се со цел да излеземе во пресред на подцентар. Ви благодарам. Илиовски имаше Благодарам, председател. Чувствувам дека наназад неколку седмици од кога овој состав на Советот на општина Центар заседава, а имам искуство нормално само со овој состав на Советот, немам поголемо искуство за разлика од некои мои колеги. Чувствувам дека во секој момент кога градоначалникот, јавните служби основани од општината или стручната служба, односно администрацијата во општината, ќе најде на некаков ќорсок, ќе на нешто што во моментот сметат дека им треба, ама не се сигурни. Знаете, она на стаклени нозе кога некој човек стои. Секогаш бутнете таа топка во Советот. Тај тим на Советот заклучок ќе изгласа и ние ќе се покриеме тука. Нешто слично како не на преходна седница со двете машини за чистење костени, зашто и да беше таму. И во моментот кога таква ситуација ќе дојде дека во Совет, да не го потребам зборот што се употребува тука, што за мене малку и не ме убав, спинување, се спинуваат 17.000 верзии како тоа некој е против нешто, како тоа на некого гробот му го копа, како тоа некој за некого нешто прави. А кога ние конструктивно, значи не правам муабет за групација начинави, може и сами од себе земете ме. И кога јас конструктивно или некој мој колега ќе даде предлог и ќе каже бе луѓе зашто ова е кај нас на дневен ред, тоа е нормална работа за секој функционер во општинава, како што е градоначалник, како што е директор на јавно претпријатие или директор на некоја друга јавна служба, правиме муабет за основно училиште или градинка или нешто слично, кое што е основано од страна на општината, тоа е нормална работа во неговото функционирање. За тој човек треба да му кажуваме, дечко ти треба да го потпишеш. Ако тоа му е веќе во портфолиото на работите кои што треба да ги врши како функционер. Значи имам чувство, веруете. Значи јас овдека, верувам дека ќе се служите повеќето со мене. Не станав советник и не бев избран од граѓаните на општина Центар за некому да му ја леснувам работата, а он при тоа да се прави недоветен или да не знае да си ја работи својата работа. Или нека ја води некој општинава како што треба, или нека се откаже од тоа. Значи тоа е прашање кој колку е способен. Благодарам. Да, повелете. Благодарам. Во интерес на времето и во интерес на одвивање на активностите во вистинска насока, ја би предложил следното. Имаме 3 предлог за заклучоци кои што на почетокот беа одлуки, па после беа предлог за заклучоци, па потоа Не беа ни во еден момент одлуки. Немојте. Јас извинам, гледам тука материјалот. Тоа е и фон. Така, во ред, значи дозволете, ќе го објаснам. Не, Служба ли каже дека тој материјал не постои? а кај мене гледам дека се одлуки. Не е битно, не ми беше тоа намерата и целта на овој гор. Не се наши. Значи идејата ми беше следна, бидејќи беше дадено предлог за клучоци за усвојување, потоа беше нешто од нив видо изменето. Барам и замолувам следното. Конечната верзија на тие предлог за клучоци да ги добиеме во писмена форма. Значи 5 минути пауза, да ги разгледаме и потоа да преминеме на гласање. Благодарам. Благодарам. Минути пауза. Да. Така.